Половина од првата етапа од топлиот културен бран во Велес преостануваат уште 3 настани. Во недела на 28 јули се најавува голем концерт на групата Синтезис во амфитеатарот на Младинскиот парк. Станува збор за една нивна нова музичка обработка, значи ново CD, нов материјал за чието снимање се вложени средства од Министерството за култура и ние го преземаме фактички тој проект од Министерството за култура и финансискиот дел околу настапот на Синтезис е 50% од општината, 50% од Министерството за култура. Истиот ден, еве да ги кажеме и на велешката јавност, значи на 28 во недела, во 19 часот во Велес ќе пристигне и конјаницата која што ќе се упати за Крушево, значи овој топол културен бран ни се совпаѓа со подготовките за обележување на 110 години Илинден. За понеделник е најавена промоција на последната книга на Павлина Климкар-Меанџиева, а првата етапа ќе заврши со концерт на културното уметничко друштво Коле Неделковски и нивните гости од Пирот. Ќе се одржи на 31 јули и ќе се поклопи со одбележувањето на 110 годишнината од Илинденското востание. Од локалната самоуправа пак велат дека можат да бидат задоволни од посетеноста од страна на велешени на летните културни настани. Не можам да не бидам задоволна затоа што тоа што се случува во амфитеатарот во Младинскиот парк по дефиниција е посетено затоа што граѓаните веќе се тука, публиката е веќе тука, најавата, медиумската покриеност преку социјалните мрежи, преку веб страната на општината исто така си тече. За овие манифестации кои што се во рамки на топлиот бран ние не испраќаме посебни покани, бидејќи целта на овој проект е директна комуникација со граѓаните, значи не се тие за некоја одбрана публика, туку се за сите граѓани кои што сакаме да им доближиме културни вредности. Втората етапа од топлиот културен бран во Велес ќе се одвива од 20 до 31 август. За тогаш се издвојуваат концертот на Кристина Арнаудова и концертот со тамбурашка музика на гости од Суботица.